Добро утро, колеги, до вас, до сите оние гледачи на Алфа телевизија. Добро утро и до колегите во режија. Добро утро од екипата на терен. Ние се јавуваме од едно многу убаво место, како што можете да забележите. Се јавуваме од кино Мирно лето, така се вика ова место од каде што ви се вклучуваме во живо, поточно од дворот на Кинотека Македонија. Овде на 28 и 29 август ќе се одржува еден настан, станува збор за првиот независен младински филмски фестивал. Нагласувам прв независен, бидејќи овој филмски фестивал неколку години постоел во склоп на една најголема средношколска манифестација. Станува збор за 3 дена култура, но секако за деталите ќе зборувам со едни млади дечки, ќе зборувам со Бојан и со Филип, кои што се организатори на настанот. Зборуваме за младински филмски фестивал организиран од група на млади луѓе. Добро утро до вас, дечки, како сте? Добро утро, супер. Ајде да започнеме првен со објаснување на овој младински филмски фестивал. Што всушност значи ова? Што ќе се случува овде на 28 и 29? Младински филмски фестивал е филмски фестивал за кратки филмови на автори до 24 години. Од целиот свет се пријавуваат преку интернетна платформа Film Freeway и програмата ќе биде 2 дена проекции на тие кратки филмови од 8 до 10 и потоа придружна програма со бенд или Q&A. Така, значи 2 дена овде каде што се наоѓаме ние ќе се одржува тој настан и сега со оглед на онаа пандемија со која што се соочуваме, морам да ве прашам дали ќе внимавате и на протоколот. Да, па протоколите, мислам сите проекции тука во Кинотека се со заштита, мислам според сите протоколи за заштита, така и нашиот фестивал и за тоа се грижиме. Така. Ајде сега да кажеме околу оние кои што можат да се пријавуваат, бидејќи пријавувањето е се уште во тек, до кога е пријавувањето и кој се може да биде дел. Сега малце ќе додам поблиску, се надевам ќе може да се. Ајде, повели. Пријавувањето трае се уште, трае до 20 август. Како што кажа Филип, отворено е за сите автори до 24 години. Кој се може да се пријави, само од Македонија или е меѓународно? Од цел свет, од каде било. Да. Така. И сега се пријавуваат, претпоставувам има веќе пријавено филмови досега? Имаме и доста пријавени, мислам дека се околу 1000 сега, така? Да. Да, тоа е возможено преку Film Freeway. И така се насобраат доста многу, ама сепак ќе се одберат неколку минути. 1000 филмови, може да кажеме од кои земји досега има пријавено, може да ни нафрлите? Па имаме од Иран, Индија, Полска, Америка, Франција, Србија, Германија, Норвешка, имаме од Мексико, од буквално од секаде, имаме од Русија, и од Кореја имаме исто така. На колку категории се и која категорија е најполна до сега? Мислам дека програми се, значи домашна програма за кратки филмови, кратки документарци. Домашната е само за за наши автори од Македонија. Така, да. Кратките играни се за од цел свет, така ќе ги поделиме на 3 програми, значи домашните ќе бидат околу 10 од наши автори, а кратките играни, кратки документарци по 5, така што 20 ќе имаме вкупно за 2 дена, по 10 во вечер. Која прави селекцијата, кои филмови ќе се емитуваат, а кои не? Ние ја правиме селекцијата со Бојан. Ќе се емитуваат филмови кои што прво пред се доаѓаат од универзитети за филм и од филмски академии и кои што биле веќе на некои фестивали и нормално филмови на наша покана. Сега, значи, споменав и во најавата дека сте многу млад тим, вие имате по 20 години, а го правите овој фестивал, што се претпоставувам дека не е едноставно да се направи. Претпоставувам дека се готови и од режија и оние фотографии околу постерот. Многу ви е интересен постерот. Може ли да откриеме дали и постерот го направи некој вака млад како вас? Да, постерот исто го направи наш врсник, да речеме, Бојан Матин. Он е студент на Академијата за школа и за дизајн Џелев и уметностите. Ние отворивме
конкурс кај нив во Академија за постери, им пристигнаат кај нив некои 15 до 20 решенија и така го одбравме постерот на Бојан, што е супер. Споменав дека овој фестивал постоел претходните години во склоп на најголемата средношколска манифестација. Тогаш го организиравте вие, така? Може ли ајде малку за корените на фестивалот, како настана идејата да го правите ова? Колку е тешко да се направи нешто вака? Прво јас и Филип ми дое желба да направиме на манифестација, еден фестивал каде што се главно инволвирани младите, кај што ќе може да се изразат и на кој било начин, на музички, на сцената, преку филмот. И си рековме ајде тоа да трае 3 дена, секој ден посветен на своја уметност и со доволно буткање го организиравме со помош на други соученици и дали форматот, еве сега конкретно за овој прв независен е од некаде поземен, конектирате со многу земји, кажавте дека од цел свет. Како се поврзувате со нив? Главно преку интернет. Ова страницата од кај што земавме за тоа е направена на Film Freeway автопат за филмови, таму поминуваат од цел свет филмови и се акумулираат за тој што сака да се пријави таму, да фестивалот да биде ставен на таа страница. Така. Како течат досега подготовките? Еве при крај сте, уште утре завршува она пријавување. Како се завршните подготовки? Може ли да ни откриете нешто? И ете околу оние кои што верувам дека многумина ги заинтересиравме со овој разговор, кои што сакаат да дојдат, ограничување на посетителите, може и околу тоа да кажеме нешто. Да, па ќе има влезници за да можеме да ги запазиме тие протоколи за заштита. Уште сме во фаза на пријавување, кога ќе завршат пријавувањата, наредниот ден ги објавуваме селектираните, затоа што више како што тече пријавувањата имавме селекции, така што програмата ќе ја пуштаме од 21 па натаму. Не ве прашав дали има надпреварувачки карактер фестивалот, дали ќе има некакви наградувања? Ќе откриеме тоа со програмата. Се уште е рано. Бојан, Филип, ви благодарам многу за тоа што дојдовте утринава, стискам палци за вас да бидете што поуспешни, секоја чест уште еднаш ќе нагласам толку млад тим, а правите нешто вакво големо. Ви благодарам многу. Така е, колеги, како што можевте да видите, се надевам дека успеавме така поопширно да ја донесеме приказната што се нарекува Младински филмски фестивал, за прв пат независен, што ќе се случува овде на 28 и 29 август во Кино Мирно лето, односно во дворот на Кино Култура, па ете оние заинтересираните кои што сакаат да погледнат кратки филмови направени од млади луѓе до 24 години, ете каде можат да дојдат овие 2 дена.